Една од најпознатите српски манекенки, Даниела Димитровска, го кажа своето судбоносно да по втор пат. Таа се омажи за поранешниот фудбалер Јеврем Коснич, со кого е во врска повеќе од 2 години, а која запрости во мај 2025 година. Венчавката се одржа во тајност и во кругот на нејзиното најблиско семејство во црква надвор од Белград, како што пишуваат српските медиуми. Во текот на годинава ќе следи голема церемонија и прослава на која ќе бидат поканети сите нивни пријатели, соработници и членови на поширокото семејство. Моето за секогаш да. 27.1.2026. Тивко во тесен круг. Наскоро сите ќе славиме заедно. Напиша Даниела на Инстаграм со видео од венчавката, каде што покажа и што носила на овој посебен ден. Даниела и Јеврем влегоа во врска откако ТВ водителката и модел се разведе од водителот Огњен Амиџич, со кого има син Матија и кој пред неколку дена доби второ дете со неговата сегашна сопруга Мина Наумович. На штотоку одржаната модна ревија на Шанел за пролет-лето 2026 година, холивудската дива се појави во колекција која оддаде почит и на безвременските класици на Коко Шанел и на смелата визија за новата ера на брендот. Во првиот ред на Гранд Пале, обкружена со модната елита, Никол Кидман уште еднаш го потврди својот статус на модна икона, која не ги следи трендовите, туку ги толкува на свој софистициран начин. Нејзиниот избор за овој престижен настан бил драматичен црн фустан. Горниот дел од креацијата, изработен од мазен црн сатен, ја следел линијата на телото, додека високата јака била богато украсена со црни пердови, со дискретни бели акценти, создавајќи ефектна рамка за нејзиното лице. Тој детаљ од пердови не бил резервиран само за вратот, се повторил и на колковите, каде што формирал волуменозен пеплум кој визуелно ја нагласувал половината и внел доза на театралност на инаку рафинираната силуета. Долниот дел од фустанот ја продолжил играта со текстури. Под пердовестиот пеплум дзиркало тесно здолниште, целосно покриено со црни светки. Целокупниот впечаток бил темен, но во никој случај не здодевен, а повеќе од фустанот, таа го привлекла вниманието со изборот на чевли. По серијата успешни музички проекти, Александра Јанева го представи видеото за својот најнов проект Сестро, носечка песна на нејзиниот предстоен албум кој го слави несебичното другарство и секоја жена што подела рака во вистинскиот момент. Музиката, аранжманот и целосната музичка продукција се дело на Лазар Цветковски, додека моќниот и сензибилен текст го напиша Луна. Нивната соработка резултира со автентичен звук која доловува суштината на пораката, дека поддршката е столбот на нашето постоење. Сестро не е само наслов на песна, туку сеопфатен концепт на кој Александра работеше изминатиот период. Албумот е замислен како музички мозаик посветен на женската солидарност, онаа тивка, но непоколеблива сила што не води низ најтешките и најубавите моменти во животот. Сестра е секоја жена што ти подела рака кога светот бил премногу бужен, секоја пријателка која ти помогнала да ја откриеш собствената вредност. 2026 година целосно ќе ја посветам на оваа порака, ќе биде година во знакот на Сестро, исполнета со многу нова музика која ја слави поддршката меѓу нас, открива Јанева. Операта во еден чин Кавалерија Рустикана, едно од најуспешните дела од италијанскиот композитор Пиетро Маскањи, ќе биде изведена вечер во Националната опера и балет, соопштија од установата. Ова оперско дело представува едно од најзначајните остварувања на италијанскиот композитор Маскањи и останува еден од најизведуваните наслови на светските како и на домашната оперска сцена. Станува збор за интензивна приказна за љубовта, љубомората и одмаздата. По диригентска палка
на Иван Еминович, во режија на Giandomenico Vaccari Италија, со сценографија на Зоран Николовски и костими на Елена Дончева. Овој спектакл ќе се одржи во 19 часот и 30 минути на големата сцена на НОБ. Очекувајте силни емоции и славното интермецо, порача од Националната опера и балет.